Почитувани колеги, ако јас изнесов случај за кој што надлежните органи водат постапка против Рамис Мерко, кој што е албанец, не значи дека сум ги обвинил сите албанци. Напротив, еден албанец од својата позиција на градоначалник злоупотребил тендер вреден 6 милиони евра и со тоа оштетил права, потреби и ресурси за албанците, македонците и турците во Струга. Значи, потребата на еден албанец, на еден градоначалник, без разлика што е по националност, во случајот Рамис Мерко, да направи нелегален, незаконски тендер со фирмата City Life за 6 милиони евра, не им оди во корист на албанците во Струга, на македонците во Струга и на турците во Струга. Вториот случај, кој што исто така не е никаква шпекулација, се води пред надлежните органи, е случајот наречен плоштад провизија 14% за плоштадот Скендербе. Овој случај се води во моментов пред надлежни органи и господинот градоначалник Изет Меджити е осомничен дека земал 450.000 евра од бугарска фирма која што префрлила 14% од тендерот на фирма во Дебар, која што немала никаква врска со изградбата на плоштадот провизија на градоначалникот Изет Меджити. Тој како албанец добил 450.000 евра. Албанците во Чаир, македонците во Чаир, ромите, бошњаците во Чаир не добиле ништо од овие 450.000 евра. И затоа критиката кон функционер кој што може да е албанец, македонец, турчин или ром, ако ја злоупотребил позицијата, не значи дека е критика кон неговите гласачи. Напротив, ова е само заштита на гласачите да размислат дека во моментот кога тие имаат поважни потреби од работни места, од подобро здравство и од подобро образование и подобри училишта и подобри студентски услови, некој правел незаконски тендери, правел корупција, земал пари за вработувања или што и да е, и се води случај преку тие институции за овие луѓе. И затоа се носи сега овој закон во собрание, за да се создаде магла, за да се покријат овие криминали за кои што веќе се води истрага. Нема да се покријат. Благодарам. Граѓаните ги знаат овие работи. Благодарам.